Струмичкиот регион, поточно целиот југоисточен регион, располага со богато културно-историско наследство, нешто со кое сите ние треба да се гордееме, да го чуваме и штитиме и нормално да се залагаме за негова афирмација. Наследство кое зборува за сите тие културни активности кои се вршеле во минатото и е резултат на богатото културно живење на локалното население и нормално се менувано во текот на различните историски периоди. Моето прашање е колку нашиот народ го познава ова богато културно-историско наследство со кое располага нашиот регион и дали институциите, надлежните институции прават доволно за заштита и унапредување, односно афирмација на ваквото културно наследство. На овие прашања, секако и на многу повеќе, барам одговор од мојот денешен гостин во подкастот, Бранко Ѓорѓиев, директор на Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Струмица. Директоре, добре дојде во мојот подкаст. Добар ден и благодарам на поканата. Да, јас ќе ти се заблагодарам што се одзва на поканата. Тема која долго време ја размислував како и што да се обработи. Мислам дека е вредно нешто за кое треба да се дискутира јавно и да малку ќе биде и едукативно за сите граѓани, да покажеме што се, какво богатство се имаме во нашиот регион и зашто се треба да се гордееме, но и да го заштитиме и да го афирмираме. Националната установа Завод за заштита на спомениците и културата Музеј Струмица е државна институција за истражување, заштита и афирмација на движно и недвижно културно-историско наследство. И сега јас вас ве прашувам како директор во моментот, успевате ли тоа да го сработите? Успевате ли со сите тие предизвици да се соочите? Предизвици има секогаш. Така. Даваме се од себе да можеме да ги заштитиме нашите културно-историски споменици. Имаме добро обучен кадар во Завод и Музеј Струмица и секој од нас мислам дека успела и дава одговор на предизвиците. Те прашав тоа на почетокот, затоа што многу малку знаеме за музеј во Струмица, да бидеме реални. Не се зборува многу на таа тема, а тоа провлекува нели нормално и непознавање на целото културно богатство кое го имаме. Јас пред да започнеме со подкастот видов на вашиот Facebook профил дека во последно време сте ангажирани на повеќе локалитети, да кажем и на повеќе римските бањи во Банско, на Пирго. Има ангажмани и затоа ми беше прашањето дали успевате да стасате на секаде и дали има доволно опрема, капацитети, средства вработени? Даваме се од себе, дефинитивно. Во моментов работаме на повеќе проекти. Тоа е реализација на основен конзерваторски проект на Римската бања во Банско. Само што завршивме со конзервација на средновековната кула Пирго во општина Ново село. Исто така работевме и на археолошки истражувања на Свети 40 во село Банско, на црквата Свети 40, на некрополата околу неа. Исто така се работеше и на праисториската населба во покрај село, во атарот на село Костурино и на многу други такви локалитети. Многу малку ние како народ знаеме информации за тие. Еве јас ќе кажам пак како најава за подкастот, направивме 2-3 објави. Прво беше за римската бања во Банско и за манастирот во Велјуса. Наидовме на убав одзив од гледачите, беа заинтересирани да дознаат повеќе информации. Како можеме ние да дојдеме до повеќе информации, еве од вас како Завод за заштита на културно-историското богатство? Луѓето сакат да знаат за нашите истории, сакат да знаат малку повеќе. Се трудиме од тоа да го презентираме на јавноста. Во минатото, како што рековте и вие самите,
не се посветувало доволно внимание на Многу малку Да, се знае за работата генерално на музејот. така. Значи сега во овој период па и во идниот сакаме да се отвориме малку повеќе за јавноста, да научат за нас што работиме ние во музејот, како го заштитуваме културното наследство и затоа сме толку активни и на социјалните мрежи, и на медиумите, на пишани, електронски и телевизија и така натаму. Има многу работа во Завод и музеј Струмица. Нашата примарна и основна задача е да го валоризираме или да го ревалоризираме културното богатство. Дали тоа движно или недвижно наследство. Морам да кажем дека во изминатиот период многу малку се работело на изработка на тие, ние како што ги нарекуваме елаборат за валоризација на споменик на културата. И во соработка со управата за заштита на културно наследство, во моментов изработуваме над 15 вакви елаборати. Кога ќе бидат изработени овие елаборати, од тука произлегува што точно ние треба да направиме со ова културно богатство. Дали треба да се изработи проект за конзервација, дали треба само времена заштита да се направи на некој објект, пример еве за термалното лекувалиште во Банско, римско термално лекувалиште и многу други. Морам да прашам, претпоставувам не сум само јас и други, да им појасниме што е конзервација, реставрација на објект. Тие се некои термини што многу често се користат, нели, кога ќе биде гостин или ќе дава интервју некој стручно лице од музејот. Ајде да појасниме, на пример на термалните бањи во Бања Банско се прави? Во моментов се работи Какви на активности се конзервација на објектот, поточно го заштитуваме од обрушување. Се работи на неколку На кој начин? џидови. Може ли да не Значи, што така, прават таа е археолог? прво постапката. Се изработува проект, основен проект за конзервација. Внатре во проектот точно се знае што треба да се работи, каков малтер да се нанесува на џидовите, на кој начин, дали треба да се постават нови тули или нов камен, од кој материјал треба да биде, како треба сето тоа да се изработи, таа конзервација е опишено во тој проект. Значи тоа е конзервација, а реставрација ние кога некој дел еве спрат од некој објект, споменик на култура, например куќа некоја, обрушен е вториот спрат и сега на ново да се направи, тоа се прави фактички реставрација. Наидувате ли на проблеми? Ги спомна куќите, пак и се вратиме на римската бања, тоа ми е интересен момент и сакам малку повеќе на гледачите да им дадам информации, но кога сме кај куќите, свесни сме еве во Струмица се движиме на повеќе улици. Имаме куќи за кои знаеме дека се нели заштитено културно-историско богатство, но се рушевина. Не се За жал има првично представуваат опасност за самите минувачи од За таму, околината, нели, за околината. Јасно. Наидувате на проблеми и затоа не може да се пристапи кон реставрирање на истите? Да, значи според Законот за заштита на културно наследство, иако е споменик на култура, Завод и музеј Струмица не може да премине на реализација за дали конзервација или реставрација без согласност од собственик на објектот. Ако во моментов имаме физичко лице собственик, не е на Завод и музеј Струмица. Значи ние пред да преминеме мора да добиеме согласност од собственикот, па потоа управата за заштита на културно наследство на нас ни дава конзерваторско одобрение и се преминува на реализација на проектот. И овде ќе те прашам, значи ли тоа дека не сме свесни за богатството кое го имаме сите ние? Па не дозволуваме да се направи таква реставрација на која после би се гордееле сите. Ние даваме се од себе, но некој дел од граѓаните може би и таа да е причината, не се свесни за целата таа ситуација, што има. Ние во моментов изработуваме едно допис до луѓето кои што се собственици на споменици на културата. Сакаме да ги известиме кои се нивните права и обврски за во иднина да можеме да не наидуваме на вакви спорови, да биде по-лесно за конзервација.
Јас се надевам дека со едно вакво јавно обраќање и јавно дискутирање на тие теми ќе ја подигнеме свеста за тоа што значат нивните објекти и за тоа колку се значајни тие за Струмица, за нас како граѓани, но и за развој на туризам за кој сите се залагаме, нели, да се развие туризмот и да имаме и економски бенефит од сето тоа, но овде, како што можам да разберам, битна е свеста кај граѓаните. Па да, дефинитивно, јас се надевам дека и после ово интервју, се надевам дека ќе допре до секој и ќе се подигне свеста и нивото за заштита на култура. Имате ли податоци во моментот колку вакви куќи се во лоше состојба? Па еве ќе издвојам само неколку. Едно од најлошите во градот, во најлоша состојба е куќата на фамилија Хаџитосеви на улица Кирил и Методи. Таа е во таква состојба затоа што имаме таму имотно правен спор. Имаме таму потенцијални наследници, немаме вистински наследници. Како што реков, според Законот за заштита на културно наследство, ние без согласност од сопственик не можеме ништо да направиме. Таа е во многу лоша состојба и е пред обрушување. Има Завод и музеј Струмица направено проект за заштита на околината околу околу таа куќа. Околу таа куќа, но ако не се лажам 2019 или 2020 година бил изработен тај проект, но не е дојдол до реализација, затоа што проектот бил готов крајот на годината, декември месец, а веќе тука завршува фискална година и Министерството се ги повлекува пари, така нема реализација. И тука мислам застанува целата таа. Имаме системски проблеми секаде. Напори да го решиме проблемот со оваа куќа. Да се надеваме дека ќе се најде решение, тоа ќе биде добро. Има и уште една куќа на Пелотлиеви. Таму е по-лесно. Таму имаме наследници, имаме соработка. Мислам, собственици. Каде се наоѓаат тие куќи? Значи, исто на таа улица е и оваа куќа, одма до црквата Кирил и Методи. Се наоѓа, таму имаме соработка со собствениците. Еден спрат имаме срушено, има собствениците финансираа проект за конзервација. И тука е полесно и мислам дека ќе дојдеме и до реставрација на тој објект. Сега ми надоаѓаат информации за повеќе објекти, например сите викаме на Бурчо таму сликарот. Дали е тоа како заштитено богатство? Не е заштитена. Може треба во иднина да се направи некој елаборат за валоризација. Добро би било. Дали тоа треба иницијатива од граѓаните нешто да поттикне? Нема струмиченец себе конкретно што не ја знае таа куќа. Да. Што со неа? Дефинитивно. Се додека не е споменик на култура, ние немаме никаква надлежност на тој објект. Кога ќе се изработи елаборат за валоризација, кога ќе биде одобрен од страна на Управа за заштита на културно наследство, тогаш веќе подлежи на Законот за заштита на културата и таму лежи убава приказна и мислам дека тоа е вредно нешто да се направи. Па струмичките манаки може слободно да се каже. Да. Сите сме поврзани, сите знаеме да го кажеме овој објект во разговорно така меѓу нас. Како што успеав на интернет да најдам, сепак нели тоа не значи дека се официјални информации, само во општина Струмица имаме 68 објекти кои се прогласени за културно наследство. Дали тоа ги вклучува и населените места околу? Да, тука спаѓаат и општина Василево, Босилово, Ново Село, општина Струмица. Гевгелија 9, Валандово 2, како што можев да дојдам на информации, Дојран 3. Тоа е навистина бројка за која вреди и да се разговара и да се трудиме сите ние како граѓани да ја афирмираме и да ги промовираме. Дел од оваа бројка можеби ќе се намали, не знаеме. Сега во моментот додека разговараме ние, стручни лица од Завод и музеј Струмица се на терен, баш
поради таа причина да видиме ние таа бројка дали е реална. Во Дали смисла? треба да бидат тие заштитени објекти, дали треба да бидат под законот за заштита на културно наследство, можеби некој го има изгубено својството, некој од него се има обрушено и веќе не вреди да биде под заштита, така слободно кажем. Да, разбирам, да. Да. Иначе ние покриваме цел југоисточен Да. дел на државата. Ајде да издвоиме, ја започнавме римската бања во Бања Банско. Да. Што е значајно за неа? Интересен Што локалитет би- во секој случај, да, значи тоа била римска бања каде што луѓето секојдневно ја користеле во тој период. Оделе, доста била посетена, па може да слободно да се каже и една од поретките на Балканот. Исто така таа била користена и за лекување, поточно. Тоа сакав да Да. прашам дали е точно. Добивме Да. одговор на Инстаграм. Направивме како испитување, дали знаете зашто точно се користила. Дури 67% од испитаниците покажале да за лекување на војници, 17% тајни средби и 17% за верски ритуали се користила. Па да, значи за ревматски болести, за респираторни болести се користела. Така слободно може да се изразам, значи во модерно време спа центрите, што се таа била во римско време. И доста била посетувана покрај социјалниот живот, кај што луѓето разменувале информации, дружење внатре во бањата и за ова, за лекување. Тоа се продолжува сега и Бања Банско е Па да, таму и туристички хотелот центар и Цар сите. Самуил, имаме и други хотели околу неа, Термица и така натаму. Топла вода, топлата која- вода е таа која што ги привлекува. да, Луѓето да одат таму. имаме потенцијал за развој на туризмот, но дали е целосно искористен потенцијалот во Бањата Банско? Не. Имаме ли Може и повеќе да се искористи. Ние во кои би биле моментов... ваши идеи, не знам, вие како директор на музејот, Да. но сепак и сте подлабоко навлезени во тоа значење, историско значење. Дали можеме да направиме некоја приказна Па- некој од страна, ако дојде турист, да му ја раскажеме таа приказна, да биде привлечен од Да. нас како домаќини, да дојдат да ја слушнат приказната и да зборуваат за неа и да ја разгледуваат. Во моментов е изработен проект за кровна конструкција на термото. И во соработка, значи тој проект е финансиран од Интерек програмата на Европската унија, во соработка помеѓу Република Грција и Република Македонија и заедно во партнерство со регионалното министерство за култура од Грција, музејот во Кукуш, ЦИС Палермо од Италија со представништво во Скопје и Завод и музеј Струмица, заедно изработивме проект за кровна конструкција, договорите се подпишани и во септември-октомври најкасно ќе почнеме со реализација на тој проект. Што би значило тоа? Тоа е фактички ќе се заштити објектот од атмосферски влијани. Тука е предвидено да има и инфопункт одма до термата, каде што туристите кои што ќе доаѓаат да го посетат, значи ќе има и патеки каде што ќе се движат внатре во бањата, каде што ќе им биде прераскажена приказната за термата. Ќе има и плюс инфопункт со видео, со филмови каде што ќе им биде презентирано. И ќе биде од интерес за туристи, да. Затоа што еве и ние како струмичани, да кажем, многу често знаеме да отидеме до Бања Банско, но само застануваме таму, го погледнуваме и толку. Не се задржуваме таму. А поготово странските туристи треба да ги натераме да се задржуваат на тие објекти. Точно, значи во моментот нема лице кој што константно е таму и ако дојде некој турист за да може да се прошета внатре или се до сега е со најава. Ако некој сака да дојде, еве на пример гостите од хотелот Цар Самуил ни јавуваат од хотелот,
има туристи, сакат да ја посетат, ни се јавуваат кај нас во музеот и ние пуштаме. Вие имате стручни лица за тоа? Пуштаме луѓе таму и ги раскажуват. Јас се надевам дека ваква една врска ќе се развива уште повеќе, ќе бидете многу како да кажам, поголема соработка ќе имате. Овде можеме да ги спомнеме и туристичките агенции. И тие се битен фактор за развојот на туризам, нови алтернативен туризам, како што го викаме, затоа што тие се тие кои нудат на места каде може да се посетат како туристички атракции. Сакаме соработка со нив. Нека биде тоа апел до сите агенции од нас, во идниот период, ако може да седнеме на маса сите заедно и да направиме една стратегија и план како музеот во Струмица, па и археолошките локалитети и другите објекти кои што се споменици на културата да ги презентираме пред туристите. Како да бидат чуени и видени од сите, да. Кој е друг, еве Цареви кули би го спомнале исто. Сите ние одиме на Баиро, што се го викаме Струмички, на Светилие и одеме до Цареви кули, но не сум сигурна дека сите го знаеме суштинското значење на таа тврдина. Исто така и Цареви кули е големо значење за градот Струмица. Таму археолошките истражувања, како капитални истражувања на владата на Република Македонија се започнати од 2005-2006 година. И тие археолошки истражувања дадоа големи резултати. Значи таму имаме се појавија наоди од праисторија кои што покажуваат дека оваа населба живеела од праисторија се до Самуилово време, или може да се каже пропаста на цар Самуил. Потоа градот следнува малку понадоле. Што е значењето на таа тврдина? Може да ми кажеш? Тврдината е на многу интересна локација изберена. Таа имала и како заштитни кули и во стариот дел на градот Струмица има остатоци од тие тврдини, каде што одбранбени тврдини, така кажано. И голем број на артефакти се презентирани во музеот во Струмица од Цареви кули. Да. Тоа што го слушнавме пари од Па да, има и од времето на Александар пронајдено. И копија. И постари монети, да. Видов на веб-сајтот дека има повеќе од 5000 артефакти во музеот во Струмица. Изложени во музејската поставка има околу 5000, а во депото на завод и музеј Струмица, каде што се чуваат останатиот дел од недвижното наследство, е многу повеќе. Значи, прво треба да биде движното наследство конзервирано, добро обработено, па потоа ние го презентираме на јавност. И сега кога сме кај Цареви кули, сметаш ли дека треба нешто да се преземе повеќе за да биде подостапно за туристите? И означено, не знам, имаше најави, има проекти кои на хартија се безпрекорни, но имплементацијата, за жал, не ја гледаме и бенефитите не ги гледаме од тоа. Во моментов има проект за поставување на патокази во Завод и музеј Струмица, како туристите полесно да доаѓаат до локалитетите и објектите кои што се културно наследство. Во моментов сме во распишување на тендер за избор на изведувач за да бидат тие поставени. Што би значило тоа во Струмица? Да, значи кога влегувате во градот, на самиот влез ќе биде поставена табла, пример, како да се стигне до музеј Струмица. На секоја раскрсница, на семафори и така натаму, како полесно да дојдат луѓето до музејот. Тоа не е нешто што е неопходно потребно. Дефинитивно. Затоа што многу луѓе не знаат како да стигнат до Свети 15. Дефинитивно, јас се надевам дека што поскоро ќе го реализираме тај проект. Мислам, проектот е одобрен за оваа година 2025 и ќе го реализираме што побрзо.
Да. Знам дека имаше за цареви кули тримпатека нешто се правеше, имаше ознаки, но овде морам повторно да кажам дека и граѓаните сме ние тие кои ги уништуваат тие За и жал, клупи има и несовесни патокази, граѓани, да, има несовесни граѓани и по самата таа тримпатека беа уништени, мислам тоа е жално. Сите одаме таму и гледам, убаво е, се што ќе се направи ново е убаво за граѓаните, добро е, корисно, ама за жал има некој И да се кој што- обележи. Да. Овде би ги спомнале и црквата Свети 15 Великолски маченици. Пред да почнеме со подкастот ми кажа за икони кои има таму. Галерија на икони. Да. Да. Малку повеќе да ни објасниш околу тоа. Значи таму имаме галерија на икони која што е во собственост на Завод и музеј Струмица. Во неја се соберени сите икони од среден век па до поново време. Изложени се во посебна просторија. Тоа не е во црквата во која влегуваме или не? Во црквата е. Аха. Да, таму е оваа просторија на долниот спрат. Таа е отворена за посетители. Внатре има што да се види. Како што реков, икони од среден век па се до поново време и кажуваат за историјата, за сликарството од тој период и мислам дека е посетено доста. Да. Има интерес. Има интерес, да. Така, да. Манастир Успение на Пресвета Богородица Велјус. Ние како луѓе знаеме да кажеме најстар манастир, но што значи тоа најстар манастир? 10 век, 1080 година. Ктитор е Емануил и византиски стил е овој манастир од византиско време. Кажува за духовната историја на градот, кој што е многу стара, дефинитивно. На самиот влез во манастирот има ракопис кој го представува ктиторот, кажува кој е ктитор на тој манастир. Реставрација на фреските е направено пред неколку години во соработка со Американската амбасада, кој што издвои грант од $100,000, мислам, беше направена конзервацијата на фреските и на кровот, исто така, и е во добро состојба. Да, таму го има крстот, Велјушкиот крст. Да, там е единствен, да. Единствен? Да, таа и на логото на нашата институција. Овој крст и го има само таму на овој манастир. Исто и на логото на Струмичката епархија како заштитен знак. Да. Тие се моменти, тие се знаци кои треба да ги чуваме и да ги промовираме и пак ќе кажам да се трудиме да привлечеме повеќе туристи, да не го изоставиме манастирот Свети Леонти Водочи. Знам дека во моментот комплекс Водочки цркви се изведува некоја активност во моментот таму. Да, таму имаме проект за конзервација на кровот. Кровот е во многу лошо состојба. Протекува буквално од сите страни. Дури стравуваме и во пожарување, бидејќи буквално водата од дождот тече по инсталацијата. Таму започнавме со конзервација на кровот, почнуваме од најоштетените делови, за да не дојде до несакани последици. Овој проект е од капитално значење. Министерство за култура издвои $1,200,000 за оваа година и планираме да продолжиме и наредната, за да можеме да го конзервираме целиот кров и ќе ни бидат потребни уште $1,500,000 за целосно да биде завршен тој проект за конзервација, да. Да. Убаво спомнавте тоа е капитално значење и се надевам дека ќе се реализира до крај. Да, имаме тоа што е посетен на овој манастир. Многу е посетен и ставен во агендата за посета од страна на средните основните училишта за екскурзии од државата и доста е посетен. Доваѓаат ученици и повозрастни луѓе. Исто така во моментот. Пак ќе кажам дали има доволно кадар и луѓе кои ќе раскажат таа приказна таму и кои ќе ги задржат за да може да. Има во моментот исто изработуваме и монографија за Свети Леонти во Водоча и таа сакаме да биде од капитално значење. Овде ќе бидат уклучени луѓе од филозофскиот факултет, од нашата институција,
од Ману, од Струмичката епархија. Значи сакаме да дадеме една поголема тежина на ова дело. Оваа година ќе се вршат само подготовки, наредната година сакаме да биде отпечатено ова дело и да го промовираме за јавноста и кога ќе доаѓаат посетители на овој манастир да може да им биде понудено. Да. Секој кој што сака да знае малку повеќе информации за овој манастир, да може да се најде. Да не ги запоставиме, ајде да кажам, и другите општини. Вие сте на цел регион. Да. Во Валандово. Имаме археолошки локалитет Стаки на Чешма. Да. Еве, јас не знам ништо за тоа. Значи, тоа ти е новиот локалитет има откриено куќа од времето на Рим или римски домус, куќа на благородник, богат човек од тој период, или негова собствена резиденција, куќа кај што ќе може да одмара и така натаму. Таму имаме откриено неколку веќе простори од тој објект. Имаме мозаици пронајдено од тој објект. Но, значи, тоа кажува дека собственикот бил доста богат. Таму сакаме да направиме една експроприација на земјиште, каде што според тие археолошки истражувања знаеме дека овој објект се шири доста. И да можеме поубаво и подетално да откриеме за што станува збор. Во преговори сме со собственици на земјишта кои што се лоцирани околу објектот, па се надевам дека ќе најдеме разбирање и ќе можеме овој објект да го презентираме за јавноста. Сакаме наредната година да направиме еден проект за конзервација на овој локалитет и да. Така. Кажи ми за Дојран, манастир Свети Илија. Значи, тој е манастир од 19 век. Дојран бил доста важен центар во минатото. Покрај Дојран сите знаеме дека таму поминува за време на Првата светска војна фронтовата линија. Дојран доста страда во тој период за време на Првата светска војна и манастирот тогаш е бомбардиран, срушен. Манастирот Свети Илија е доста голем објект, кој што кажува дека Дојран во тој период бил доста голем град. Но за време на војната настрадува и тој објект. Во 2003 година започнува конзервацијата и реставрацијата од страна на нашата институција. И има уште многу таму да се работи, мислам оти сега треба да се премине на внатрешниот дел, уредувањето од внатре. Јас сум била навистина е прекрасно место. Мислам треба да се посети. Така убаво ми доаѓа, малку историја си слушам. Приказни убави, да. Мислам секој граѓанин, не само на Струмица, и генерално и секој жител на Македонија треба да го знае ова богатство и да го раскажува. И на нашите деца да го раскажуваме и тие да го пренесуваат. Ми остана нешто исто интересно, џамијата. Како беше Орта џамија? Да, таму... Што е интересно за неја? Сите ја знаеме, Орта џамија. Значи, таму имаме комплекс на сакрални објекти. Односно, под џамијата се наоѓа црква. Обично кога доаѓале османиите на овие простори, за нив важело правилото еднаш свето место, секогаш свето место. И или црквите ќе ги претворат во џамии, или врз нив граделе нови. Како што е во случајот со Орта џамија. Таму има археолошки истражувања во минатото направено. Има доста откриено од црквата што е под џамијата. И сакаме да направиме еден проект каде што ќе ја презентираме и црквата од оздола и Орта џамија. Во моментов е прифатен или одобрен елаборатот за ревалоризација од Управата за заштита на културно наследство,
има изработено проект за конзервација на Орта џамија и се надеваме дека во наредниот период ќе преминеме на реализација на тој проект, иако џамијата е во моментов малку загрозено состојба. Во лошо состојба, да, тоа можеме да го забележиме на поминување од таму и се надевам дека ќе се изнајде решение за тоа. Треба средства. За се треба средства, да. Има ли објект кој вака вие како директор би го издвоиле од регионот? Што многу малку се знае за него, а е вреден за да се спомене. Спомен куќата на Благо Јанков Мучето можем слободно да кажам за него. Струмичани мислам дека не знаат доволно за овој објект. И во моментов се работи на реконцепција на поставката внатре во куќата. Се работеше на фасадите на овој објект, конзервација на предната и задната фасада. Внатре во објектот тој е поделен на два дела, на етнолошки дел и на историски дел. Етнолошкиот дел се презентирани предмети од секојдневието кои што тогаш ги употребувале за така од семејството. И се уште се зачувани. Да, тие се таму. А другиот дел е историскиот дел, значи историјатот на Благо Јанков Мучето. Како тој делувал за време на Втората светска војна. Во задниот дел имаме помошен објект, каде што во него е предвидено да се прават промоции на книги, публикации и така натаму. И сакаме сега во наредниот период, најдоцна до септември, да ја отвориме куќата за јавноста. За јавноста. Да, Тоа би било интересен момент. Да, таа беше отворена. Изминатиот неколку години, 2 или 3 години, се работи на негова конзервација, заштита е сега сакаме оваа година да ја пуштаме повторно во употреба. Да, директора, како што можам да видам, ве чека многу работа. Не се плашиме ни од Да, ве чека многу работа за нешто што навистина вреди, нели, да се покаже на јавност и да се промовира. И сега ми текна и за Стариот театар. Да. Најспоменуваното нешто во Струмица се отвара, па не се отвара, се реновира, па до кај, па застанува. Што се случува во моментот? Имаме ли убави вести за него? Да. Влада на Република Македонија издвои 196 милиони денари за негово довршување. Имаме 60% завршено од градбата, остануват уште 40%. Беше распишан тендер за избор на изведувач, бидејќи претходно беше раскинат договорот со претходниот изведувач, декември 2023 година. Пред еден месец распишавме нов тендер. Прво направивме анализа на пазарот. Направивме нов тендер. Тендерот веќе е завршен. Сега треба да се закаже аукција и да се, бидејќи има пријавено 2 фирми, и се надеваме дека ова или најкасно другата недела веќе ќе имаме нов изведувач и ќе почнеме со активности таму. Сакаме да го завршиме до крајот на 2027 година. Така, се надевам дека и тој проект ќе биде успешно реализиран и конечно глумците ќе добијат свој дом. Може да глумат таму. Да, мислам дека тоа е едно од ајде да кажем, и критикувано и изборувано место, затоа што многу години се одолговлекува. Да, од 10 години има поминато од кога е почнало да се гради. 2014 април месец се започна, беше предвидено за 18 месеци да биде завршено, но за жал се случуваше тоа и што се случуваше. Да се надеваме дека на крајот ќе заврши се убаво, наше да ги споменеме сите тие како споменици, нели, културни богатства. И јас пак ќе прашам на крајот од сето тоа кратко излагање, сепак нели ги има многу повеќе споменици. Сметаш ли дека ние како народ не сме доволно свесни и не си го цениме тоа што го имаме? Мислам дека ценат луѓето. Ценат тоа што е културно богатство, сега сакаме историјата. Мислам дека
Развиена е свеста кај населението за од тој дел, ама може и повеќе. Така. Да. Треба работа и од институциите од една страна, споменавме на самиот почеток. Сите сме тука уклучени. Да. Туристички агенции, институции, луѓе, самите локалното население, например во Бања Банско, локалното население е тоа кое што најдобар раскажувач, нели, на приказни, и тоа може да биде вклучено. Па при истражување ние кога одаме да истражуваме, прво доаѓаме до контакт со локалното население, таму ги црпаме сите извори. Извори, да. Да, нови моменти, преданија, некои приказни и така натаму. Не пише на последно што видов на Facebook профилот за во Баница. Откриена нова бања во приватно место. Да. Тоа значи дека е јавено од локалното население таму. Како добивате информации? За овој локалитет се знаеше пред 10 години, отприлика. И археолозите имаат, преку локалното население имаат дојави, знаат дека таму може да има нешто, но само беа на претпоставки до сега. А за прв пат сега почна да се истражува овој локалитет и исто дојдовме до објект таков како што е во Стакина Чешко. Приватна бања, поточно, од римски период. Тоа значи дека богатите римјани сите си имале свои резиденции. И тогаш знаеле луѓето да уживаат. Точно, имаше интересно интервју ваш вработен и кажуваше за начинот на грејење кој се користел, подно грејење и странично, и вика тоа укажува дека римјаните знаеле тоа доста вешто да го искористат. Вие како историчари претпоставувам дека тоа ви е интересен и податок, тоа ви е интересно да го испитувате и да откривате. Проблем е таму што е на приватен имот. И сега и тука треба малку да поработиме на тоа земјиште да биде откупено, за да можеме ние слободно да истражуваме таму и да дознаеме многу повеќе за овој објект. Да добиете дозвола да се копа некако, што знаеме да кажеме, да. Јас сум навистина импресионирана од сите тие податоци. Мислам дека и луѓето кои не слушаат секако, кои има интерес за тоа, ќе им дојде убаво еден таков разговор. Кажи ми, ти си како директор на музеот една година? Да, една година. Но предходно и твојот татко бил директор? Да. Исто историчар? Да. Значи ли тоа дека љубовта кон историјата ја пренесе твојот татко? Па, не бил клучен фактор, но може и да имало влијание, не знам да ви кажем точно. Како се роди љубовта за таква професија? Па знаете, кога гледате дома литература, голем број на книги, историски, и како мал љубопитен сакате да истражувате, да гледате, можеби и тоа така да го земаме како клучен фактор за да се заинтересирам јас да студирам на историја. Можеби генот е некој, не знам. Да. Поправиме ако грешам, но мислам дека историчари немаме многу во државата, или сум грешка? Па нема многу. Во моментот во Струмица не знам колку е бројката, но можам да ви кажам. Да работиме со бројки, но генерално како впечаток имате? Па во моментов не е многу, нема голем интерес за историја како наука. Исто така како сродни науки, тука се етнологија, историја на уметност, и тука има мало интерес, ама се надевам дека во иднина ќе порасне. Да, значи ли тоа дека не гледаат интерес за таква една професија или не гледаат просперитет за таква една професија? Што ќе се случи после 10-15 години? Ќе немаме историчари и археолози? Зависи од нас, од државата зависи. Тоа најмногу. Дали ќе даде акцент на тоа да историјата или новите историчари се с големи бројката или така натаму, тоа зависи и од целата самата држава. Да. И од нас јас секогаш кажувам дека и ние медиумите сме тие кои треба да дадеме свое влијание за промоција на целото тоа богатство и да покажеме сите интерес и за заштита и афирмација.
Кажи ми што е оно што најмногу те импресионира од сите тие споменици и културни богатства во регионот? Еве тебе како личност. Најдраги. Најдраги, ајде така да кажем. Па види сега, јас се занимавам како историчар за револуционерниот период, таа ми е специјалност. И многу сакам да истражувам тука, во тој дел на историјата, и имам пишувано и неколку книги за револуционерите од Струмица и Струмичко. Тука сакам повеќе да истражувам на тај дел. Да. Што е она, некако не знам, најчудно што те се има случено во текот на ова целокупно и активности кои ги работите на терен и генерално и како директор? Што е оно што те има најмногу импресионирано од сите тие истражувања? Од овие истражувања, па тоа што го спомнавме претходно, граѓаните, населението овде на овие простори има многу податоци од нив кои што можеме да ги пребереме. Непишената историја, кој што може да послужи за нови откритија, нови сознанија и така натаму. Мислам оти тука треба да се поработи малку повеќе на овој дел. Да ги уклучиме самите граѓани во истражувањето наше. Во смисла да се комуницира со нив, да се работи на терен, јас би кажала. Така е точно, да. И кажи ми кој е некој обичај или традиција кој најубаво ја отсликува Струмица? Тримери. Така слободно може да кажам, да. Од тоа може да се каже заштитен знак за Струмица. Тримерските обичаи. Бидејќи само тука ги има. Да. Тоа дефинитивно правевме ние и една документарец за тоа. И уште од тие повеќе од 5000 артефакти кои ги има во музеот, кои бил издвоил ти? За да кажеме, еве, печатот на Струмичката револуционерна организација, оригинал, е изложен во поставката на Завод и музеј Струмица. Исто така, единствен печат на војвода на Коста Попето од Гевгелија е изложен во музејската поставка. Голем број на документи имаме изложени. Докази за бомбардирањето на Струмица за време на Првата светска војна. Оружјето кое што било користено за време на ослободувањето на Струмица во Втората светска војна е изложено во поставката. Многу интересни работи има кои што мислам дека треба да дојдат и да ги видат. Директор, имате ли соработка со училиштата? Да. Сега кога ги зборуваме тие артефакти, мислам дека е вредно децата уште од мали да ги видат и да се заинтересираат за нив, па од тука се раѓа желбата, нели, и за откривање на сите тие други богатства. Имате соработка со училиштата? Соработуваме, да. Најмногу преку едукативни работилници. Колегите од Завод и музеј Струмица организираат таков вид на работилници за најразличен период од нашата историја. Доаѓаат, изработуваат предмети археолошки, ги едуцираме како археолозите копат на терен и така натаму. Значи има интерес од страна на основните и средните училишта во Струмица. Така. И јас би сакала да видам како се работи на терен. Наредниот подкаст директора на терен ќе го правиме. Дефинитивно. На лице место. Поинтересно ќе биде. Поинтересно ќе биде, да, кога ќе се открие. Како реагираат колегите, не знам, на секое ново откритие? Имате ли, не знам, посебно чувство има кога ќе се открие нешто ново или љубопитност, да, кога нешто излезе нешто ново, сите се право заинтересирани да видат што е тоа што е новото излезено. Инаку наудите кои што излегуваат при археолошки истражувања се прибираат, кустосите, археолози и другите конзерватори ги носат во Завод и музеј Струмица, во конзерваторската лабораторија, предметот се чисти, се обработува, се прави анализа, обработка стручна, за да знаеме за што станува збор и се внесува во музејските книги. Така. Интересна е работата. Доста интересно. Да. Не е така како што знаевме да кажеме од страна, ништо не се работи. Па друго е кога ќе дојдеш до контакт и как многу подруго и поинтересно.
Така. Директора, мислам дека ги спомнавме сите планови и проекти кои ги имате предвидено. Ако има уште нешто може за најава да се да ми кажете или еве да ги израдуваме на нашите граѓани дека следуваат уште проекти со кои ќе може да се како да кажем поттикне тој потенцијал и за туризам, развој и за секогаш ќе има проекти за конзервација. На секои 5 години треба да се прави реконзервација на одреден споменик на културата, така да работата за нас нема крај. Дефинитивно. Исто така сакам да искористам приликата да кажам дека оваа година за Ауто музеј Струмица има дупло зголемен буџет, за разлика од минатите години, каде што се движеше околу 3 до 4 милиони денари, оваа година имаме 6,5 милиони денари, издвоено од страна на Министерство за култура. Се надевам дека идниот период ќе порасне таа бројка и ќе ни олесни на нас работите. Така, да. За крај кажи ми, како најдобро да си ја зачуваме нашата историја и нашето богатство? Да ја изучуваме. Да се запознаваме се повеќе со неја, нејзината вредност, бидејќи тоа не представува нас. Да, така. Слушнавте директорот, изучувајте, интересирајте се за нашата историја и за нашето богатство, ценете го, штитете го и афирмирајте го секаде каде што можете. За нас се работи. Јас ти благодарам, директора, на овој мене ми беше интересен разговор, затоа што дознав многу работи за која не бев и јас искрено информирана. Се надевам дека ќе се видиме во нареден подкаст. Наредниот подкаст на терен, да. На некој истражување, на некој локалитет. Да, ќе биде. Вас ви благодарам и да ви кажам дека овде завршува сезоната, 5-та сезона на подкастино Биди свој. Ќе се видиме нормално наредната сезона. Благодарам за сите споделувања, за сите лајкови и поддршка која ни ја давате на сите социјални мрежи. Без вас секако немаше да видиме тоа што сме. Да се заблагодарам и на моите колеги од продукцијата кои не ги гледате, но секогаш се тука и вредно работат за вас. И благодарност до нашите поддржувачи, без кои секако не може да се реализира овој подкаст. Се гледаме наредната сезона.